Драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на Ништо лично. Местото каде што звездите од домашната естрада и не само естрада отвораат душа. А денес имаме еден посебен гостин, човекот кој не само што ќе му отвориме душа, туку тој својата душа и целиот свој живот ги предаде и на песната, и на музиката, и на она што се нарекува естраден живот. Својата душа има вткаено во своите стихови, во своите песни, од кои една што направи нема шанси да не стане хит, ама некои од нив остануваат за навек, она што велиме вечни евергрини. Човекот кој важи за најголемиот или меѓу најголемите кога е кариерата во прашање на домашната естрада, а дефинитивно најголемиот кога е височината на домашната, барем забавна естрада во прашање. Човекот кој 4 децении ниже успеси и хитови, човекот кој нема да ви раскажувам што понатаму, зашто од него, а и од мене, од двајцата заедно, ќе слушате многу работи каде што не би ги слушале на ниту едно друго место, зашто таму нема ништо слично како овде во Ништо лично. А мај да слушнеме прво најавата. А најавата вели вака. Тој е дефинитивно највисокиот уметник на македонската естрада и еден од најдолговечните и најуспешните не само изведувачи, туку и автори. И по изглед, и по години естраден стаж, и по резултатите огледани во песните. Твори полека, ама сигурно, зашто секоја негова песна излезена од неговата душа станува или хит, или останува евергрин кој за секогаш се слуша. Кариерата сепак ја започна како тапанер кој ќе ги има палките врака, а микрофонот пред себе, што е ретка комбинација дури и во светски рамки, а камоли кај нас. Бонтонот од секогаш му бил посилна страна, па така ќе се вика и неговиот прв бенд, кој го лансира во естрадните височини, каде и покрај доброто воспитување ќе останат запаметени по подсетувањето на понежниот пол дека добрите девојки не го прават тоа. Сепак, меѓу сите звезди, дефинитивно ќе го лансира почетокот на соло ерата на неговиот МиГ-21, која трае се до денес. Упорен и истраен, знаејќи дека што е негово ќе си дојде, заливајќи го етерот и со дупла водка и со ракија, шетајќи по стиловите и музичките правци, од урбаниот американски фанк преку јужноамериканските латино ритми, па се до грчко-медитеранскиот мелоси и балканските етнозвуци на плех музиката, тој ќе создаде и испее дузина незаборавни песни за сите прилики. Поедна животот, најтешките моменти ќе ги преточи во лирика во своите вонвременски балади, а најубавите во ритам за веселба, во вечните хитови, знаејќи и како да се носи искрено со среќата и како да ја носи скриено тагата во себе. Силен и впечатни во песните, уште повеќе на сцената во настапите и концертите. Одан и верен на својот стил и публика, но уште повеќе на темелите на вредноста на животот, семејството и најмилите. Зашто знаел уште од дете што значи сам си од живот да се бориш за да го создадеш и створиш она што до кое тешко се доаѓа дури и со туѓа помош. Успех без дамки, без афери и трачеви, без црнила и флеки, ниту во кариерата, ниту во приватноста. Затоа неговата големина не е само физичка и музичка, туку можеби најповеќе човечка. Можеби затоа најмногу му пречат изгубените суштински вредности во новите времиња, па стигна дури во песна да го опее начинот на кој денес се живее, иако тоа никако ниту оддалеку не е. За себе и својата кариера, која мощно и успешно повеќе од 4 децении ја тера, за песните, приказните, содржините и за многу други нешта, денес ке зборуваме со мојот драг пријател и македонска музичка легенда Дарио Панковски. Добре дојде во Ништо лично. Добро, најдов. Фала ти, Тони, па ја да си идам, ти све кажаш. Сите ми го викаат ова после најавата, не си единствен. Па стварно. Види, се обидувам во 20 реда да опишам човек. Ова беа две ствари, да јас сум фрапиран, да ти кажам, ја одма да им кажам на гледачите дека јас и ти се знаеме 40 на години, цел живот се знаеме, така да ти знаеш многу работи за мене и јас за тебе, така да ова едно пријателско часкање ќе биде. Така. И све ова што го кажат, да не се урочам така да тераме понатаму. Фала ти многу и морам да кажам дека ова фали во оваа наша држава. Човек што се разбира, што ја разбира темата која ја работи, кој знае како да го каже тоа, не да пофали, туку да објасни, детајно све да каже, значи буквално да знае
да плива во тие води. Сега Дарио ќе има стендап монолог, ја ќе си Да, одам. да. Па не, стварно, Благодарам, фала ти Ајде, не биде многу. да се фалиме еден со друг. Не, нема фалење. Фала ти многу за тоа што мене секогаш кога ќе направам нова песна, албум, спот, било што, ми фали една конструктивна критика од некој што се разбира. Што е добро, што е лошо, што не чини, што чини. А не некој што му кажал, некој му кажал на брат ми видел еден преку стакло јаде сладолед, убаво било. Ето. Така. Ти благодарам и тебе на убавите зборови. Време е да се такви какви што се. Спомнав, не сме сите пресекни што живееме во вакви времења, оти сме почувствували малку поинакви и подобри времења во кои сме растеле. За жал, една од страшните работи која ни се случи во овие времења, невремења беше и трагедијата во Кочани. Како ја доживеам? Премногу е блиско и свежо и морам тоа се пријатели луѓе од естрадата, наши познати колеги конечно и така натаму. Види како нормално, како и сите, сум буквално шок. Не зборувам за првиот шок, Првиот шок беше, значи сега подоцна ќе зборуваме, може да кажеме и за ДНК, но генерално јас тоа утро станувам, пуштаме телевизија и гледам најава на вести загинати повеќе од 50 луѓе. Викам, лупаат глупости, грешка, печат на 5. Да, сигурно е 5 па утнале нешто. Бев убеден 1.000.000% дека е така. После кога капирав после некоја минута дека буквално се преку 50, бев у шок. Потоа, додатно кога дознав што се десило и со нашиве колеги, другари, ДНК, мислам, буквално човек да не знае што да каже, дека стварно, буквално секоја наредна минута не знае што носи. Човече, страшно. Страшно. Страшната си бил ли таму, си пеел ли во тој клуб? Не, јас никогаш не сум бил и не сум ни чул за дивно чудо за таа дискотека, така наречена. Не сум, јас ја да бидам искрен, малку бирам и пазам каде одам и каде настапувам, каде одржам концерти. Затворени некои други клубови кај што последен пат пееше. Па можда, не, да. Можда сигурно. Па не знам, не сум ги чул. Но сега што е тука е, како да ти кажам, ќе биде оваа година баш поради Кочани, веројатно ќе биде малку потешка година за работа, но греота е за жално е за оние сите луѓе и децава млади и колегиве мои и твои нормално од бендов, мислам буквално е шок. Од 8-9 луѓе 7 да ги нема. 8? Неверојатно нешто, не знам што да ти кажам. Така, знам дека беше шок за Ние сите. дури, извини, ние дури имавме сега за во мај договорен заеднички настап со ДНК. Так. По некој повод интересен беше, требаше ние 1 саат да свириме и 2 нивни песни да отпееме. Имавте и заедничка песна пред 13 години, да, така ли? И они требаше исто 1 саат на истиот настап, па 2 мои песни да отпеат. Так. И тоа ќе беше многу интересно, но ете, судбина решила да не се деси тоа, а пред многу години, не памтам веќе која година е, луѓето веројатно и не памтат или многу мина не знаат, јас го имав и дуетот со ДНК. Заедничка песна. Да, заедничката песна Безобразно лажам. Јас тогаш направив еден експеримент со една убава балада, кај што бацивме рап, они беа тогаш во подем, млади дечки, и беше убаво, супер соработка, во текот на годините се дружевме, се гледавме често. Последното ни беше на снимањето во МТВ на Нова година, новогодишната емисија, тука се утепавме од смеење и тоа беше тоа. Добро, се надевам дека Панчо ќе закрепне и дека Него ќе му биде многу тешко. Многу тешко, знам, ама тоа што е не може да се врати, за жал. Животот мора да продолжи. Тоа ние го знаеме, кои имаме животно искуство и секакви ситуации сме поминале, посебно јас знам дека е така, но некои луѓе не може да се помират со тоа. Штетата е едноставно ненадминлива и непоправлива, ама што се може против судбината тешко. А судбината сакаше да те врати на Маквес, можеби местото кај што заврши првата приказна со Бонтон пред не знам колку години, старо купувам беше. Тоа беше првиот Макфест, 86. Так. На првиот Макфест, првата песна беше Старо купувам, го отвори живењето на Макфест. Так. И на последниот Макфест, Дарио, што те натера да се вратиш на фестивал? Па убаво ме прашуваш, не знам што сикаш, што мајка те натера да идеш. Не знам, едноставно снимавме нешто со Габровски во студио, се јави. Ревија е, нема награди, нема. Види, кога има тие, знаеш, со години се тие заткулисни работи, купувања карти, местење гласови, се нормално секој суетата му ја повредуваш на секој човек што држи до себе. Сега беше ревијален настап,
се јави Саздов и со него сме генерација, знаеш 100 години се знаеме, ај молим те да направиме вака, па не знам, па ќе видиме. И некако и Габровски ме бутна малку, што те кошта, ќе направиме, ќе се актуализираме. Добра прилика за промоција на песна. Па убаво, да, викам, ајде, ете, после толку години, направив една песна, наменски беше направена за таа ситуација таму, и онака символична беше за секогаш млад, убав текст, позитивен, весела, убава песна. Мислам дека многу ретко има такви весели, убави песни на фестивали, све се некои Тешки. да, некои плачки, некои тужни ствари. Публикава прифати прекрасно, што ме одушеви нормално публиката во сала во Штип. И тоа беше така, не знам нија зошто, едноставно осетив, викам зошто да не, ајде, ќе направиме. И не сгрешив, убав беше, убав настап, песната убаво помина, одлично си тера и понатаму, ја свириме на концерти, чим живее на концерти, тоа е тоа. Значи тоа е тоа. Да. Добро, го спомнавме и првиот Маквес, ги спомнавме и Бонтон. Оние што не знаат, првата група на Дарио, тинеџерски години, 5-16, колку? Од 17-18, од 80. Так. Фактички, официјално, од 80 почнавме да свириме, ти која беше со Time Out, ние, Бонтон, сите други, по Ванила, по ГТЦ. 80 почнавме со свирки, а првите официјални снимки ни се 81 во Радио Скопје. Так. Но, генерално, мојата кариера почнала со бендот Бонтон, со живи свирки, 80. Сега сме 2025, па молим Некој лепо. сега на плебе, у старт со живи свири. И овие кои не знаат, а многу не знаат, знам дека многу не знаат, човек од речи си 2 метра, седеше за тапаните, свиреше тапани и пееше во исто време. Да, што тоа беше многу интересно. Спомна во најавата, преседани у светски рамки, мислам дека многу малку ги има. Да, Овој од Иглс тапанар од Хотел Калифорнија и не од знам Азра дали- пееше да, пратечи, нешто, ама не лид. Ама не Лид главен вокал, не главен Да, вокал. ретко. Така беше, така излезе, не знам, но беше многу, тоа е Тешко многу ли е, напорно захтевно е? и физички е захтевно многу, затоа што еве се овој Сталаков ме потсети, ти текнуе кога свиревме ние бубњеви, Така можеш и да. и сега Сталакот ти стои обично од овде. И он како стои сега ти лупаш нормално, тресеш тоа бината све. После втората, третата песна, микрофонот иде надоле. Како он иде надоле и ти идеш надоле и пееш. Па ќе дигне некој, па пак поново. Значи немаше буби се као сега, Така. далински микрофони и така Да натаму. продолжеше денес вака ќе разговаравме со Дарио. Така да беше многу интересно, малку смешно, интересно, малку напорно, захтевно. Едни од Но првите желба кога имаш ништо не ти е тешко. Едни од првите кои ја проработија, кажи зошто ме остави. Кажи зошто ме остави старата во од Никола некаква Авторски. верзија или Да, каква да, па бе? New Wave тогаш беше, Така, да. New Wave. Па тие беа први 3 снимки воопшто во мојата кариера. Бонтон ги направи преработката на Кажи зошто ме остави. Имаш уште една песна Каде си и уште една трета, не ја памтам. Имаше една Јас сум на одмор, така ли, или не беше? Не туку... Појма нема. Има многу песни што не ги памтам, сум ги заборел, да ти кажам искрено. Да, ама добрите девојки не го прават, тоа Добро, обележија. Добрите девојки беше... Ерата на тие. Да, тоа беше На една тоа од време. првите македонски песни кои барабар се пушта на секаде и по кафичи и на радио заедно со тогашните југословенски мегазвезди. Значи многу тешко пробиваа нашите песни македонски на времето, а добрите девојки, па и старо купувам исто, беше онака. Добро, ова е многу пред тоа. Да, ова е 84-та е добрите девојки. Така да тоа беше еден преседан. Тоа беше една страшно безобразна промискуитетна песна. Што е тоа што не го прават? Како не ви е срам? Па дали ќе ни дозвола да ја снимиме? Па дали ќе не пушта да снимаме таков безобразен текст? За тоа време. За Се е тоа време. смешно, Сега сме мали бебиња, мислам, нема врска. Но беше многу провокативен и интересен текст. Ние бевме, памтиш, исто атрактивни со изгледот, со гардероба, со бушари шатирани. у бермуди. Да, со бермуди. Едни од првите бермуди што се појавува. Да. Беше тоа атрактивно. Ние одевме секогаш на атрактивност, да бидеме приметени и бевме со шатираните коси, со Градска гардероба. шминка, така Да, му доаѓа. шминкери, класични шминкери градски, да. Си били контакт со останатите членови, со Томче, со... Па не сум со години, да ти кажам, не сме, секој по свој пат, они се по свој работни обврски, Не сте у ние Кавга. бевме тројца. Не сте у Кавга. Не сме у некаква специјална кавга, ништо, едноставно патиштава ни се раздвоиле, секој по својата работа, својата кариера. Јас сум единствен и многу малку луѓе од тоа време што свиревме, многу малку луѓе останавме кои упорно косивоња тераат таа приказна музичка.
Многу луѓе се откажаа, многу луѓе отидоа во странство, се фатија со друга работа, некоја понормална и попрактична. За оваа работа треба многу упорност и многу инат и многу љубов. Ама не ти беше само оваа работа, паралелно по завршувањето на приказната со Бонтон влета во соловодите, ама влета и во некои соло други работи. Да, јас беше вработен во некои други фирми, нели? Да. Рафинерија Окта. Работе во Окта, во Космофон од самите почетоци, тоа беше грчки фирми работи, знаеш како? Да, комшиски. Не, да. Па после грчка песма Зајди јасно сонце фатевме малку грчки мело, значи тука сум негде на Балкан. Не сум ја тип што сака да оди негде далеко и да глуми дека е црнец, да глуми дека е не знам што. Сакам да сум си тука и околинава ми се допаѓа, каква и да е, специјално и музичката. Така да јас работев други работи, точно, но никогаш не се откажав од кариерата. Континуитетот си постоеше стално. Така е, ама велиш, не сакам црнечки работи, ама со црнечка музика тргна како соло песма. Добро, фанкот беше тоа. Да. Ја фанкот сум го сакал од секогаш уште од тоа време. Со МиГ-21, првата касета. Со МиГ-21, првиот албум Бактерија, која се викаше, значи не батерија, туку бактерија. Не, вирус бактерија. Да, на тој албум беа Косоока, Ладна како камен, кои луѓето уште се пеат исто станаки. И тогаш бевме, ја мислам, сигурен сум дека бевме буквално првиот бенд, првиот изведувач кој во Македонија почна со фанк музика, буквално со фанк музика. Добро, не знам, имало можеби обиди пред тоа, ама со по една песна со тоа. Добро, овака, да, како правец стил цел албум, мислам дека бевме меѓу првите. И тоа беше онака, баш една револуција, нешто многу модерно за тоа време беше. И морам да ти кажам, извини, една многу интересна работа, Косоока. Косоока е ден денеска еден евергрин кој луѓе го пеат и млади и стари. Косоока, верували или не, е снимена во предсобје. Во предсобје на стан пред купатило. Зашто се работи? Некое азиско искуство или не? Не. Косоока е снимена на времето кај Мите Димовски. На Тајланд да не си бил? Не. Кај Мите Димовски во Карпос 4 во станот Тралала, неговото студио подосна, он снимаше во соба. Студиото му беше во детската соба, а микрофонот беше поставен во предсобје. И пред вратата беше врата од купатило. И јас ја отпеав Косоока во 2-3 здива, што би се рекло, и на најголемиот, на највисокиот момент, кога дојде рефренот, го пеам, рефренот го почнам и одеднаш се отвара врата и татко му на Мите, Бог да го прости, излегува и си влегува пред мене и си оди во купатило. No проблем. Ти пеј си, синко. Да. Па моравме повторно да снимаме и така натаму, но ете, во такви минималистички услови, сакам да кажам, сме направиле, не сме знаеле дека ќе направиме, дека правиме во моментот некој евергрин. Тоа е тоа, значи не е се во спектаклот, во технологијата, во ултра услови. Треба да има она нешто да го има. Она X факторот во себе, идејата или како сакаш. Точно, тоа беше поентата. Так, со МиГ-21 подоста следуваат и првите големи концерти. Има колку 5-16-17 години од Универзална сала. Универзална кога беше сега, не може ми текне. Колку има од прилика? 16-17 години море повише да нема, 25-20 сигурно има, јас мислам. Добро, нека е и така. Да. Па тие беа година за година, мислам дека година по година, една по друга бевме. Ама тоа време некако те обележа и искрено речено влетување на Дарио некакви политички води, иако никогаш во политиката не бил, и почаа да те поврзуваат со одредена партија. Да, па види, ние тогаш беше актуелно осамостојување на Македонија. Почнаа оние силни кампањи, големи кампањи. И нормално јас бев тогаш во зенитот и јас и некои мои колеги во зенитот на кариерата и нормално дека партииве сака да направат и после ти пришлепа етикета дека си ваков таков. Нормално амерички стил, нели, тогаш почнаа кај нас и се нормално одиш работиш, тоа ти работа. Се генерацијски се поврзува со некого повеќе, со некого помалку. Една кампања, 2 кампањи, 3 кампањи, после ти лепат етикета која до ден денеска ти стои. Никогаш не си бил во партија, не си имал било што, но ете, само пријателство, но тоа е тоа. Знам дека тогашниот премиер тие и ние генерација, а паметам една приказна која вели Дарио
онаа пистата универзална дојде, а тој беше во горната ложа и му кажа, јас сум тој што еден ден ќе сватиш, јас сум тој што чека да се вратиш, а тогаш беа во опозиција. Не, мислам дека тоа беше на бина на еден огромен митинг во Скопје. И тоа, а може било и така, поима немам. Не е битно. Така дошло, не е битно. И од тогаш ја доби она етикета, гледај го сега. Мислам, кај нас е тоа, тоа е Балкан. Не потенцирам за која партија. Не, добро, балканска шема е нормално, или си вамо, или си тамо. Значи, не значи дека ако сум јас со тебе пријател, дека сум непријател на некој друг, но тоа е тоа, македонска работа. По фанкот дојде на шетање по стилови, па споменав ја. Дојде латино песните, нели, периодот на дупла водка и на... Да, нема стил што не сум го фатил. Ја. После тоа дојде, не знам, оној грчко-медитерански зајде, јасно сум се спомна. Па, Дајте една народна со не знам, плех музиката и така натаму. Мислиш ли дека е добро да бидеш шетач по стилу или треба си AC/DC да се врзеш за еден стил? Па добро, види, ако си рокер, нормално дека мораш тоа да го правиш, фала Богу. Но како поп пејач, јас мислам дека е многу интелигентно и паметно да имаш поширок диапазон на стилови и да имаш што поширока публика имаш, да. Јас секогаш сум правел песни за голем број на публика. Значи секогаш правам песна со рефрен, ударен рефрен кој треба да стигне до увото на секој слушател. Млад, стар, било како. И чудна работа, точно е дека имам од рок до етно, секакви можни стилови, дури имаше и мали проблеми за Зајди јасно сонце, кога свиревме, тогаш беше блокадата со Грција. Да, за Дајте една народна, овие градскиве шминкерски радија некако се плашеа да ја пуштат, да не е премногу народна. Да. Па моравме да правиме некои екзибиции, да кратиме еден дел од соло, да биде поп од народна, но песната сама си помина, си го прокрчи патот, но секогаш и покрај сите мои стилови, луѓето ми кажуваат стално, кога ќе почне песна, без разлика кој да е стил, чим ќе почне да пее, знаеме дека си ти. Значи, без разлика дали е било кој стил, има нешто по кое луѓето ме препознаваат дека сум тоа јас. Дали е рок, дали е поп, дали е латино, етно, се едно. И тоа е многу добро. Значи, многу важно и за младиве пејачи. Идентитет. Ако немаш идентитет свој, препознатлив. Да, значи мора да има да си препознатлив. Што сакаш пеј, но мора да си ти. Ја не трчам по стилови сега, било техно, ај техно. Било, не знам, бачата, било не знам какви се сега стилови. И овие тюн, аутотюнови, едно друго, да. Значи, јас си го држам еден стил, шарен стил, тоа не е строг стил, еден широк стил, но не бегам од тоа моето. Јас мислам дека така треба. Ако некој мисли дека не е најмодерно, окей, слушајте модерно. Да, има и old fashion guys што слушаат музика, слушаат сите. Добро. Да, ама и ти како и сите ние кои сме се занимавале или повеќето овде, никогаш не се обидовме да го поминеме табанов се што се вели, иако во 2018 година доби некаква понуда, ајде да речам, преку една позната регионален мотиватор, така ли? Како дојде до контакт со таа Ана Бучевац беше така? Ана Бучевич, да. Бучевич, да. И за да препееш песни на друг јазик, на српско-хрватски или српски или како веќе се тоа оди. И да, колку што знам, некаков интерес пројавува хрватите в Кроација едно друго и ништо од тоа. Да. Останавме до табановци. Види, како прво, одма ќе ти кажам многу искрено, ти ме знаеш толку години, јас никогаш не сум имал некаква огромна желба да одам надвор од Македонија. Балканска звезда. Не, никогаш не сум имал таква желба. Можда тоа ќе би требало да се деси кога сме биле по 25, 6, 30 години, но не сум имал таква желба, морам да одам во Србија, во Хрватска. Не знам зошто, едноставно доволно ми е, тука ми е семејство, тука ми се пријателиве, другариве, работа. Добро, поголем е пазарот, поголемо е, веројатно заработуваат чката и популарно. Еве ти кажувам, не ме влечело нешто да јас одлучам да одам, треба да живееш таму. Значи не е тоа ќе патуваме сега натаму наму. Ти треба да се преселиш таму. Не може некој од
од Свети Николе да прави кариера во Скопје, а да е нон-стоп тамо. Мора да си тука. Исто и ние. За нив мора не да важи тоа, например. Ето. Па не знам. Значи Не, зборам за овие Свети Николе, за овие од Белград и од Загреб, доаѓаат кога сакаат. Добро, нормално, затоа што сме ние помали и они може да дојдат кај нас. Плюс, они имаат една многу паметна политика, знаеш, ни се штитат самите себе, не дозволуваат да било кој тек така лесно им влезе во тој бизнис. Значи, прво тоа што не сум имал огромна некоја желба, а друго, тој контакт го направивме сосем случајно преку ќерка ми, затоа што ќерка ми ја пратеше активно Ана Бучевиќ на овие мреживе социјални. Некако она испомнала тогаш дека јас имам една песна која буквално е идентична со незините ставови размислувања, да. Ана ја слушнала песната, дојде специјално во Скопје, се видовме. Она беше одушевена, ми предложи да направиме на хрватски, викам зошто да не, со Габровски ја направивме на хрватски, он нели има семка хрватска. Заедно ја направивме, ја отпеав едноставно, викам ајде ќе направиме, ништо без никакви планови. Ја мислам дека тоа преку ноќ, преку незините тие, како се вика, followers. Так. Тоа беше, спотот го направивме, да. Тоа беше неверојатно нешто прифатено, буквално од цел свет. Јас добивав од цел свет, од Австралија до Гренланд, до Африка, до Америка, добивав видеа, пораки, значи да, ама виртуелниот свет и реалноста не се исти. Точно, убаво го кажа. Значи тоа беше фантастично нешто, дури Кроација Рекордс некогашен Југотон пројави интерес, желба. Зошто не дојде до контакти, до подпис, јас, до соработка се подпишавме ние за таа песна, за правата, за издавање, за она. После тоа јас им предложив, јас имав план да направиме еден албум. Ајде викам, кога веќе ја подотворивме таа врата, зошто да не пробаме да направиме еден албум, се замисли да ги направиме на хрватски една дупла водка, нека биде што биде, Армија, значи Greatest Hits, еден албум убав на хрватски, кој би можел да пробие тамо, да кажеме. И ништо не бидно тоа, што викаш, виртуелното и реалното не е, затоа што... Они премолчија, не се јавија повеќе? Да, они премолчија, веројатно. Јас направив уште една, и жена за 100 години, така, е направена жена за милион година. Така. И спот направивме све, и штама. Веќе не се јавија, зошто? Мислам, ја не инсистирав, јас го пратив спотот, песната и веќе не инсистирав. Што мислиш, се уплашиле дека некој ќе им се замеша у манџата? Па види, они веројатно не се глупи, они сигурно изгуглале, виделе дека јас не сум дрво без корен, дека има песни, дека имам кариера, пардон. И можда си рекла што сега да таласаме многу. Можда не, ама можда и да улета, па требаше да одам тамо, ме повикаа тамо, да бидам во Загреб. Па извини, ама на тогаш на 50 и кусур години, да идам ја во Загреб да се селам и... Too much late. Немав потреба. Ден денеска сме многу добри пријатели со Ана Бучевиќ, кога и да дојде, се гледаме, така да едно ново познанство, пријателство со убави луѓе, доволно и тоа. Така. Добро, ништо од регионална кариера, ама ништо и од некои други работи. Сега ќе ти кажам за што ќе зборуваме. За 40 годишнината реши да направиш концерт и моето прашање е прво прашањето, па ќе погледнеме еден прилог, па ќе го искоментираме. Зошто не голема сала, туку една-две малечки? Зошто не Борис Трајковски или барем Јане Сандански? Да, ќе ти кажам. 4 децении се, да рече, не си неуспешен, не е дека немаш репертоар, не е дека не те знаат. Не, сега ќе ти кажам. Страф или? Не беше страф, него една многу практична, многу прагматична работа. Планот мој беше да тоа биде Борис Трајковски. Мене Јане Сандански не ми е некоја вау сала многу. Борис Трајковски беше во план. 40 години кариера, ретко кој има кај нас, неколку мина сме. Ајде да те прекидам, може ли секунда? Ајде. Да го погледнеме прилогот, веројатно одговорот ќе ти биде врзан за него. Ајде. Златна бубамара година му додели награда за животно дело, додека државата немаше слух, а град Скопје остана глуонем за музиката на македонската музичка легенда. Дарио Панковски одбележа 40 години естрадна кариера без ничија поддршка. Неговите песни, можеби за некого, особено за некои од новите клинци, не се можеби така модерни, ама затоа се безвременски. Полни со страсти и емоции,
со душа исполнета со чувства кои не бледеат, туку само како живи рани притискаат, вракајќи ги мислите, што тоа направивме, каде сгрешивме, можеше ли да биде поинаку. И во љубовта, и во животот. Во нив среќата и тагата се испрепретуваат низ клопчето на годините, наизменично издигајќи го едното чувство над другото и обратно. Еден од ретките кој во своите 40 години континуирана успешна кариера ги опја и радоста и тагата, залеани и со дупла водка и со ракија, па затоа годинава Златна бубамара му додели награда за животно дело, откако тој самиот во таа 2023 реши да го одбележи 40 деценискиот јубилеј со голем концерт во Скопје. И наместо како на еден од малкумината кој е македонски музички поп бренд, еден вид заштитен знак своевидна музичка легенда, ниту институциите на системот, ниту стопанствениците не се сетија или поточно не сакаа да му бидат мецени. Јас сум вложувал и вложувам во себе колку што би се можностите. Па така од петни жили се трудев овој концерт да го направам, но државата не беше заинтересирана, град Скопје не беше заинтересиран, па дури не ме ни врати одговор зошто и како. Најголемите фирми во Македонија со кои индиректно исконтактиравме исто така не покажаа некој голем интерес за 40 години константна и успешна музичка кариера, раскажа тогаш Дарио пред да ги направи двата концерта во Македонската филхармонија. И додека поединци штанцаа милиони од тендери, никој од нив не се сети да покаже ниту доблест, ниту малку конјунктура во македонската музичка култура. За жал, тогашната девојка од Министерството за култура, како и оваа се уште актуелната од град Скопје, кои од нашите даночни пари живеат, вредностите ниту знаат, ниту умеат да ги препознаат, за да ги помогнат, за да ги субвенционираат и стимулираат. И едната и другата останаа ладна како камен, без чувство за осет дека добрите девојки не го прават тоа. Го кажавме ли одговорот? Па види, тоа е тоа. Па да, тоа е тоа, затоа што јас желба имав, бев спремен за многу работи. Јас сакав да направам во Борис Трајковски спектакл. Значи не сакав да направам обичен концерт како концерт. Сакав да направам таков спектакл, имав сценарио, замислена сценографија што ќе се зборуваше децении после тоа. Но тоа све кошта. Сега. Прво ти кажам да не заборам, наградава не е за животно дело. За животно дело се дава пред пензија, знаеш, на оние постари, него за посебен придонес во македонската музика. Тоа е една работа, друга работа, овие две девојки што не го прават тоа, во тоа време, морам да бидам искрен, не беа на функција, него тогаш беше, во Скопје беше Шилегов, Така? а за култура беше, не ја ни памтам како се викаше, од СДС беше една повозрасна госпоѓа, не ми текне пред неа. Пред Бисера? Да, пред неа беше, не ми текна, али друга беше министерка. И сега, добро, тоа е тоа, да се знае дека кој бил, кој не бил. Што беше работа? Јас нормално, како и сите други, требаше да барање да поднесам, да аплицирам во Министерство за култура. Во нашето министерство, за така наречена култура, во 21 век не можеш да аплицираш онлайн, туку морав у 7 саат са бајле да одам у зима на ладно и да чекам 25 метри ред на улица, за да дојдам на ред за тетката да ти удри печат у архива. Да. Ајде, така морало, што е смешно. Поднесов. Министр Љутков, слушај. Да, не знам сега како е, но тогаш беше така. Јас поднесов барање и да не го должиме многу, им кажав колку тоа ќе чини и барам дел еден, затоа што секој ден не прави македонски уметник 40 години кариера, да ми покријат еден пристоен дел од тие трошкови, па другото ќе го пополниме со спонзори. После месеци чекање, добив одговор дека сум добил 1/10 од сумата која сум ја барал. Јас им кажав, фала ви многу, таа 1/10
ќе си ја земете и ќе си ја ставите у фиока, кај сакате тамо, у министерство. Па зошто, па како, па да не правиме скандали? Имаат среќа што тогаш и не направив голем скандал, сакав да прекитам и да се посветам на припрема на концертот. Дури тогаш ја дигнав раце, да ти кажам. Не може. Значи, тоа е се само не Министерство за култура, според мене. Јас бев толку и разочаран, и посебно љут бев на целата таа институција, затоа што безобразлук е и срамота е да ти не испочитуваш еден свој уметник кој 40 години активно работи. Во истиот момент, истата година или наредната, Бајага правеше во Србија 40 години кариера, исто. Со Бајага се знаеме. Господинот звезда во Србија, а не во оваа Македонија, направи спектакуларен концерт на Ушче, кај што имаше не знам колку тамо 50-100 луѓе, не е битно. Јас го гледав на телевизија. Спектакл, точно како што јас го замислував тоа во Борис Трајковски, и доби специјален орден за заслуги за народ од председателот на државата. Државата партиципираше во сето тоа таму. И државата, и спонзори се, значи државата огромен дел. Значи, оде сите немаме слух, сакаш да, одnosno немаат слух, пардон, да не се ставам. Апсолутно не ги интересираш човече, као, мислам, тоа е срамота. Значи, ако си ти за култура одговорен, треба да ја работиш таа култура. Ајде да те прашам вака, веројатно си се преиспитал. А башка град Скопје што рече, па тие катастрофа, па тие ни да ти кажат зошто и како. Тие не ти ни вратија. Ма срамота. Да те прашам вака, дали не си, веројатно после ко поминало се легнало, си се преиспитал зошто е тоа така и да те навратам на она, која го зборувавме малку претходно на почетокот, дали сметаш дека е тоа заради тоа што условно онака што вели во Стрекна нова 49-та, исток те отпиша, запад не те запишува. Едните кренале раце, не те сметаа за свој, а другите не сакаат да те сметаат за свој, зашто мислат дека си нечии таму. Така е, но има и уште пострашна варијанта. И истокот, таму кај што те сметаа за твој, и тие не те поддржуваат. Тоа зборувам. Тоа е најстрашното. Ајде, овие други имаат предрасуди, да речеме. Да. Али овие, за кои си одел, си работел, си партиципирал нормално, професионално, тие да немаат слух, да ти излезат во пресред, не лично мене, како на уметник. Генерално мислиш дека е политички или затоа што и другите го доживеа, да речеме Перо Камиказа меморија, исто се жалеше на ваквите слични постапки. Значи, не би требало да е политика, затоа што таа политичка опција за која мене ме врзувале толку години, таа беше на власт. Така, ако е политика. Ако било политика и ако сум јас некој толку тамо фактор влезен во таа партија, сигурно ќе добија. Но, очигледно дека тоа е најголем доказ дека немам никаква врска, така да и ова другава страна треба еднаш да свати дека се тоа било некогаш и е завршено. Било и ќе биде, не е битно. Нека остане, но ние сме професионалци. Едно е уметноста, друго е политика. Да секој за секого може да пее. Конечно, знам многу што пеели за едни, за други, па за едните, па за другите, и тоа така оди... Да, ама кај мене не е така приказната, кај мене другачија приказна. Да. По логиката на нештата не би требало да има врска со она што си го остварил и заслужил. Не би требало, апсолутно, затоа што јас веќе 2 децении може да немам никакви контакти со никого. Така да јас сум професионален музичар кој работи за себе. Сега ми е јасно, те врзале со старата гарнитура. Со која стара? Не знам, можда и тоа да е. Овие нови генерацијски, да, овие копилјации. Може би да е. Да е така, Така да ни исток ни запад, него северо-исток. Ај малку да се вратиме на она што е лично, приватно, на она што е душа и емоција од кои всушности излегуваат твоите песни, особено твоите стихови. Спомнав дека си поедна на душата и дека и најрадосните и најтажните моменти умееш да ги убаво спакуваш и преточиш во стихови. Ја спомна и зајде јасно сонце на 2 пати. Мора да споменам еден стих од песната, кој вели или така почува, сега не ме држи за збор.
сиот живот сум се борел и кој знае што се ќе сум створел да не беше ти груба со мене судбино. Да. Тоа е едниот стих и вториот што ми е уште повпечатлив, зошто сите Мои драги луѓе како бистра вода низ прстиве ми течат или се низ по свет или горе некаде. Да, да. И сега ако ги луѓето можеби не знаат, јас убаво знам, ако ги разложиме сите тие стихови, знам дека е така и дека е многу лична песната. Рано остана без родител, рано остана без, без мајка, кажи ми, знам ја, тоа беа тинејџерски години, некои така ли? Ма не се ни тинејџерски, тоа се 8 години. 8 години. Да. Покрај другиот родител беше и ти столбот на семејството кој мораше да влече. Да, да. Види, фактички во песната Човек без спомени, така, кој никој не ја знае, многу ретко луѓе, многу малку ја знаат, тоа е единствената песна кај што сум јас. Од почеток до крај. Буквално 100% сум јас. Така да јас... Тоа е со она дете со вратата и куферот. Да. Што, каде што се кажува дека... Кој дел да го раскажам? Дете, каде што се кажува дека дете никогаш не сум бил. Јас секогаш од кога памтам за себе, јас сум бил столб, за некого се грижам. Јас никогаш не сум бил дете, безгрижно. Мораше, сакал некој да порастеш преку нешто, вел? Буквално преку ноќ. Така да тоа е тоа и веројатно се тука тие емоции, инспирации и зборови. Така, кажи ми, знам дека искрено ги носиш и тагата и радоста во себе, колку од тоа што ти остави трага во тие детски години да мораш сам со останатите од семејството да туркаш, те направи посилен или, како да кажам, послаб родител, ама послаб родител во смисол да имаш слабост на своите деца, да им попушташ кога не треба, заради тоа што си почувствувал како изгледа да немаш некој на кој ќе се потпреш. Па не, мислам, што знам, мислам дека не сум од оние родители, не сум бил, сега се веќе големи, кога биле мали, веројатно сме им попуштале, јас сум им попуштал, но не сум генерално од оние родители кои по секоја цена им попуштаат што сакаат да прават децава. Значи не, секојаш имало принципи, се знае до каде сме, до каде не сме, што е добро, што е лошо, и мислам дека благодарение на тие принципи, на тоа моје воспитување, нивно воспитување од моја страна, ден денес се возрастни луѓе, едни урбани, градски деца кои знаат што е добро, што е лошо и знаат да разликуваат многу работи. Така, дали раното останување без родител беше една од причините рано и да се ожениш, да речеме, да влезеш во брак? Па, не знам тоа, веројатно не. Причината беше секој бара жена покрај себе. Да. Не може никој мајка да ти биде мама. Да, можеби да е подсвесно, но љубовта беше во прашање. Дефинитивно во наше време имаше многу љубов за разлика од сега и едноставно љубовта беше таа која превагна. И се решивме, во тоа време беше нормално, во тие години, така, пред 30 години, на 26, 7, 8, 9 години, да се ожени човек. Јас сум од тоа време. Добро, ти малку си ја претерал, си ја продужил. Види, све има своји добри и лоши страни. И тоа твоето и ова моево. Така да, кој како си одлучил така. Ја живеев тогаш, сега поише живееш ти. Апсолутно. Затоа и ти реков, се си има своја добра и лоша страна. Јас само знам дека благодарение на тоа сум станал многу цврст, уште како млад, многу млад. И буквално, како што ти кажа во најавата, се ова што сум го создал, што сум го направил, што сум успеал како кариера и материјално и нематеријално, буквално сум го направил сам. Значи, јас буквално сум живеел, сум работел ни животот сам од дете. Немало тато, немало мама. Не. Јас сум бил и татко, и мајка, и се брат ми, јас сум го подигнал од бебе, од мало дете. Така да, јас сум бил родител и сум се грижал за некого целиот свој живот од кога памтам за себе. Не памтам дека сум се трчкал како безгрижно дете. Ке дојдем и до братот и повторно до децата, ама сега сакам
околу она љубовта што ја спомена дека тогаш била ваква, сега е поинака. Ајде да погледнеме уште нешто, па ќе го прокоментираме. Ајде. Дарио се уште има поводи за подароци, зашто има жена за 1.000.000 години, црвени рози за вас, мадам, или што и да е, за научна фантастика која се уште трае. Тој со децении е подеднакво успешен, како во шоу-бизнисот, така и во приватниот живот. Дарио Панковски очигледно знае и умее како да го негува својот брачен живот, па затоа семејната хармонија успешно му обстојува. И тоа без некакви силни потреси и падови, освен на вообичајната секојдневна борба на машко-женските односи, која има во секоја брачна и не само брачна заедница или врска. Така, например, кога славеше редок јубилеј, 30 години брак со својата поубава половина, Дарио реши неговата жена за 1.000.000 години да ја изненади со важен гест, со едноставен, скромен, но многу вреден подарок за неговата сакана сопруга Бојана. Како вистински маж и шмекер и джентламен, тој се упати кон незиното работно место за да ја изненади, и тоа со букет црвени рози за вас, мадам. Моментот на научна фантастика во денешно време, како што самиот пејач го нарече тогаш 3-деценискиот брак со жената на својот живот, осамнало вековечен во неколку фотографии, а истите беа споделени на социјалните мрежи. Радоста на срекната сопруга беше неизмерна, а заедничкиот ручек со повод неизбежен. Така беше за 30 годишнината во 2019-та, ама лани за заедничките поминати 35 години слика не се појави, не барем јавно, што не значи дека и тој јубилеј не поминал славно. Затоа, Дарио е тука да потврди или демантира дали сопругата му е една од оние која во ваквите прилики не ќе само цвеќе, или доволен е и само букет, или што и да е, ако меѓу нив функционира она што е најважно на свет во научната фантастика која се уште трае. Падна ли нешто и за 35-ка? Ти слушај како си се спремил ти со домашно, мајко му ме изненади. Види. Не сакам неспремен да ме фатиш. Па да, види, све тоа што го кажуваш е точно. Што ти кажам, види, кај нас не е битно, кај мене не е битно дали е за годишнина или не. Кај нас е тоа цела година, верувај ми. Значи, тоа е една врска која е базирана на љубов, исклучиво на љубов, без никакви други планови. И кога сме почнале не од нула, од минус сме почнале. Значи, не донесе она $1.000.000 дома, нити ти. Да, нити јас, нити она. Него буквално сме почнале... Од Лажица, што ви рекле, и од Вилушка. Буквално, да. И така се, само единствено на тој начин се гради здрав и долгогодишен брак. Кога се што ќе направиш понатаму, ќе го заработиш, што викаш, од лажичка до автомобил и до стан, буквално заедно со труд. Така. Памтиш ти кај ја сретна, кај ја виде прв пат? Или на тебе, ти беше популарен уствари? Што се тоа што јас бев популарен тука во скопски рамки, но бидејќи таа беше дојдена од Србија на студирање, немаше појма кој сум јас. Тоа страшно ме... Баја го слушаат, не Дарио. И мене тоа страшно ме дирна суета, како бе да тоа да не знае кој сум јас. Па да, јас шатиран со тоа гардеробите. Дюран, скопски. Да. И тука ме купи, веројатно. Така да беше интересна таа случка. Знаела на финтата, фати. Да, целата работа се деси во диско Турист, тука Костич имаше врска. Бсо. Да, тука беше DJ Бсо. Да, тако речи стројникот. И тука се запознавме во диско Турист, секоја вечер кисневме тамо. Што имат пар женски од Србија, Дарио да иде. Да. Се упознавме така и буквално од упознавање се гледаше. Не е тоа некоја фраза, само да кажам, него јас мислам дека веќе после неколкуте први излегувања, јас осеќав, знаев дека ова ќе биде многу озбилно и дека ќе биде нешто. Иако бев многу млад. И брзо бидна нешто. Колку бев?
Па бевме едно 4 години, мислам не дека било бевме. така брзо. Па да, не брзо, но Нормално. млади почнавме и млади се земавме и затоа мислам дека со време и на време многу работи ни се случија и не сум зажалил никогаш за тоа. Добро, јасно е дека што и да си правил и од приложеното и од многу нешта се гледа дека семејството пред се. Го спомна брат ти, беше тој кој беше старател, подоцна брат ти замина надвор, така ли беше? Да, брат ми додека беше мал, буквално бебе, затоа што тој беше 5-месечно бебе Так. кога остана без Се- мајка. Го чуваше баба ми во Штип, затоа што мајка ми Так. беше штипјанка. Така да до неколку години тамо, кога и баба ми замина, тогаш тој дојде во Скопје и беше буквално под мое. Буквално јас го растев. И потоа годините во времето на тој замина во странство, во времето на распаѓањето на Југославија, војните 90-те, припреми, почетокот на да. Да, азил ваков таков, замина во странство, остана во Финска. И во Финска беше многу, 20 години. Тамо се снајде одлично, работеше тамо, но после толку години, преку 20 години, дојде, се одлучи да напушти од таму и да дојде овде да се врати. Никогаш не посака да и не дојде во ситуација, си имал и вакви и такви премрежи во животот. Си останувал и без работа, не само оваа пеачката, и она другата која работеше и во Космофон и во Окта, да кажеш, сега се собираме и одиме. Па види, бевме првиот пат кога бевме на гости кај брат ми во Финска, во Хелсинки. Јас бев одушевен. Значи, јас сум таков тип педантен кој сака ред и мир. И таму го најдов тоа што го видов, тоа што јас сум го посакувал цело време. Да. Тишина, закон, ред, мир, фини луѓе, културни. Се поправило на служба, значи све е чисто, улици чисти, култура, фина, насмеани луѓе, спокојно е се. Арно, ама минус 30. Па не, ние бевме во лето, фала Богу, и јас бев одушевен и почнав да размислувам сериозно. Влезе црвот. Да. Ова е земја за мене. Значи, ваква сакам јас. Земја на моите соништа. Да. Некој за некого е стерилна, за некого скандинавците вакви такви. Мене ме одушеви. И дури почнав малку да размислувам што би било кога би било. Но брат ми кажа, тоа ти што го рече. А да дојдеш ти у зима, па да видиш, да ринеш едно 4 сата снег пред да искочиш на работа, да видиш како да видиш што е Финска. После уште еднаш бевме, вториот пат веќе кога ќе одиш, веќе ти е познато, па знаеш каде, што те чека. И веќе не бев толку одушевен, но секако гениално, преубаво е тамо. Но ете, никогаш не сум се решил да се фрлам во вода и да отидеме таму, веќе децата беа големи. Убаво е види да се отиде во странство, да се видат убави луѓе, убави народи. Да се види, друго е да се живее. Да, друго е да се живее. Јас колку што знам, многу луѓе веќе почнуваат и да се враќаат, веќе Европа е далеко од она што ние го знаеме од наше време. Уопште не е ни од далеко. Така да убаво е да прошеташ, да видиш, но треба да се вратиш. Но треба да се вратиш. Така. Да. Не е тука се сјајно, не да не е сјајно, има некои катастрофални работи, но во тоа окружување сме пораснале, живееме, било подобро сега, барем за нас полошо, можда за децава не е. Те попишвани тоа што си речели, да бе, таму нема да видам ова што сум овде или не? Види, мислам дека човек за да напушти све од овде и да отиде, можда не сум управа, моje мислење е тоа лично, дека треба овде да немаш ништо, безнадежен случај. Да не, па не безнадежено, да немаш некаква кариера, не знам, ништо не те врзува со еден збор. Ништо да не те врзува и да продадеш све и да отидеш у бели свет таму. Можда луѓе одат и успешни, све продаваат, бизниси одат во ред. Добро, одат и добри доктори, инженери. Да. Но мислам дека после извесен број години дека сите ги убива тоа и доаѓаат тука. Моje мислење. Добро, ги споменавме преска семејството, децата. Никој не ја наследи твојата желба или дарба или како сакаш за пеачка кариера, иако ќерката Андреја беше дел од танцовото студио Ребис и имаше и јавни настапи и сето тоа.
Синос знам нешто со некаква естетика поинаква се занимава со И он видео почна, естетика. и он почна Ма пејач двајцата. никој не стана. Пејач, не може тек така да се стане. Види, јас Ова нескромно звучи. па не може тек така се. Види, ја знаеш како викам, пејач и Нема бубњар. дарба, нема глас. И бубњар не може секој да биде. Бубњар не може секој да биде. Ала, благодарам, thank you very much. Бубњеви не се учат. Или го имаш, или го Ритам немаш. од во себе. Ритам не се учи. Џабе ти е кај сакаш иди. Тоа е, според мене, тоа е единствениот инструмент кој не може да се Ама и глас научи. не може од Бога е дарба. Па и глас. Сега јас обично нели пејачи викат, па јас сум од музичка фамилија, па дедо ми, па мајка ми, па татко ми. Ти не си. Јас никогаш Не запел. не. Значи во моја фамилија нема музичари, нема пејачи, нема високи луѓе, нема плави очи никој. Ти си Значи, се прашал јас сум чии си? некој елиен. Си се прашал чии си? Не знам, може да ме сменили у болница со некој. Но по она што го имам внатре, изгледа сум дефинитивно Так. таму кај што треба. А децава, двајцата се, и син ми и ќерка ми се исклучително музикални. Значи ритам, синкопи осеќаат, знаат да отпеат, знаат што е добро, што е Не лошо. посакали, а јако тато да видам. Кога ќе зафалшира некој, тачно знаат кај изгрешил, но не посакале никогаш пеење. А син ми кога беше помал, гимназија у Карев кога беше, баш оние млади тинеџерски години, гитара свиреше, сакаше да свири, така му дојде. Му купивме една-две гитари, свиреше, некој бендче има, беше солиден гитариста, поише на рок, идеше рок-поп, но после тоа како порасна му дувна некои други идеи у глава, отиде на дизајн, графички дизајни, програмирање и така натаму, и сега тоа го работи. А ќерка ми е исто така многу музикална, знае да отпее, но она се бавеше со балет. Ребис беше од тие тамо генерации на Гордана Дејан кога беше. Играше активно во Ребис и беше одлична. И ден денес гениално знае да игра, го има тој сенс за ритам, за покрет. Така да, но не се одлучил никој за пење и нема зошто. Добри се во своите области, се добри. Обично, ако имаш различни деца, машко и женско, велат мајките поврзани со синовите, ќерките со татковците. Така ли е кај тебе или не? Па така е, генерално да. Слаба страна? Генерално е така. Сакал не икел, мислам нормално дека мене и двајцата ми се слабост, но она, знаеш, ќерка која ќе ти каже, Послаба и послаба слабост и посилна да, слабост. со син можеш и да се искараш, па не ти е толку. Па нови години бога, добро да душа со ти си вака. Да, види. Се уште добра кондиција. Не, генерално додека растеа, така бевме благо татина принцеза и мамин принц. Но после со текот на годините мислам дека како растат балансираме. Кога дефинитивно сакам да сме реални, кога е некој во право, на негова страна сум. Ама си носталгичен на некои работи кога е таа во прашање. Па добро се, нормално. Нормално. Нема татко што не е поврзан со ќерката. Среќа што призна на време, иначе ќе го демантирав, ама сепак ќе го погледнеме и прилогот за да видиме дека е така тоа што го тврди Дарио. Кога Дарио ќе ја отвори душата низ колажот спомени, на прва се гледа која е неговата безусловна љубов. Секому му е повеќе од јасно дека семејството е столбот на животот. И годините, младоста, лудоста, работата, кариерата, се минува, само љубовта кон најблиските е вечна. И со текот на годините, таа љубовна врска станува се подсврста, посилна, нераскинлива. Особено е силна поврзаноста на родителите и децата, најчесто од спротивниот пол. Мајката со синот, таткото со ќерката. Дали тоа природата го чини своето или едноставно животното искуство ги тера работите во тој правец, останува да објаснат стручњаците. Од тоа не се оперирани ниту познатите. И јавните фаци, колку и да изгледаат егоцентрични, сепак кога е семејството во прашање, како и секој од нас, и тие ги покажуваат емоциите на виделина. Меѓу сите звезди и тој, кога е љубовта кон семејството во прашање. Секој миг во животот го користи за да биде со најблиските. Одан сопруг, посветен татко, таков е Дарио Панковски. Сепак се чини дека негова Ахилова петица, негова слаба страна е неговата ќерка Андреа. Очекувано и природно, исто како и нишката од спомени преточени во фотографии низ годините кои Дарио ги постираше на својот Инстаграм профил.
Низ нив се подсети и себе си и сите други на сите овие години. Од времето кога неговата жена за 100 години му ја донесе на свет, а тој беше бушав поп-пеач со кариера во подем. Преку тинејџерските денови на својата убавица, која ги засака музиката, танцот и балетот, па се до незините години на зрелост како сериозна девојка. Дарио за жал немаше можност до крај да ја почувствува родителската љубов, зашто многу рано остана без мајка. Низ временскиот фотоколаж од спомени само ја потврди неговата безусловна љубов на татко и ќерка. Љубов која е немерлива, зашто за неа не постои мерка. Значи, тати на принцеза дефинитивно, така ли? Да, апсолутно. А што се однесува до тоа што викаш по социјални мрежи, јас морам да кажам дека веќе неколку години уназад веќе ништо не постирам на социјални мрежи приватно, затоа што ми е некако веќе дегутантно, ти кажам се и се што се постира по социјалниве мрежи и мислам дека овие мои социјални мрежи дефинитивно од пред неколку години одлучив да ги користам исклучиво за професионална работа. Так. Знам дека не ти се допаѓаат новите времиња и у песна ги опеа какви се ова времиња и социјалните мрежи се дел од новите времиња, се веројатно неизбежни, ама што ти пречи толку многу во новите времиња? Кои вредности ги нема сега што ги имаше порано и обратно? Види, јас да ти кажам искрено, социјалните мрежи и Инстаграмот и Фејсбуков би ги немал уопште, ако ме прашуваш мене, да не сум тоа што сум јавна личност. Јас не знам зошто има потреба некој приватно да има профил, да. Тоа страшно ме иритира и ме нервира. Иди на одмор, седи, јади по ресторани, оди кај сакаш, купи си кола, купи си мотор, купи си чизми, твој проблем. Добро, се сликавме и порано, ама во албум ги чувавме за себе фотографии. Тоа е друго за себе. Зошто мора или едно од најсмешните работи, кога сопругот на сопругата преку социјални мрежи и честита роѓенден љубов моја. Hello, еве до тебе честита и у кревету дневна, у спална, у кујна, мислам, до каде иде работава. Не ми е сватливо тоа. Така да мислам, јас немам потреба од приватни работи да постирам на социјални мрежи и мислам дека тие социјални мрежи многу ја убија интимата, ја убија приватноста. Ја убија душата кај луѓето, веројатно. Душата, да, на магија, мора да има нешто магично, нешто скриено, нешто интимно, нешто приватно. Каде е интимата тука? Како вели, ја не сум за Facebook, јас сум повеќе за Facebook. А Facebook, па зашто? Па да, зашто да не? Ќе се договориме, ќе седнеме јас и ти негде во кафич, ќе си направиме муавет, ќе се чуеме, ќе се договориме. Не знам, исто ми е многу ме оптеретува она куцкање нонстоп на Вибер и на јави се, прашај, договори се, објасни се и готово. Заврши работа. Да. Како велеа, телефонот е за договор, не за разговор. Апсолутно. Договори се, па разговарајте. Па така. Све ќе си кажеш по телефон, после што ќе правиш. Да. Не, после сурфаат кога ќе седнат. Да, и после, видео. Така да многу се... Добро, но тоа се само социјалните мрежи. Што има друго? Духот ли на време да го нема во новите времиња? Види, како ти кажам, сега ние кога збориме, сега деца може ке речат, сега нема врска, овие нема... Ние за Краљевина Југославија која ни збореа. Да, сега овие старциве нешто не име. Веројатно секој време има своји убавини. Има ова време нормално убави работи. Јас не викам не, убаво е што интернетот што го користиме за паметни работи, да дознаеш, да видиш. Брзина на информации, добро, тоа е. Апсолутно, информации, дури тоа има малку пребрзо. Но окей, има бенефити многу, повеќе, но генерално мислам дека не се луѓе веќе хуманоидни. Не сме луѓе. Све повеќе се претвораме во роботи. Машини, Купуваме коли кои личат на роботи, немаат душа. Разговори се површни. Луѓето живеат во виртуелен свет. Многу им е побитно како ќе изгледаат на слика на Инстаграм,
отколку како стварно изгледаат реално. Дури мислам дека и сами се лажат дека се убедуваат дека така изгледаат како на сликите. Да, со тие ефектите. Мислам дека едноставно луѓево се помалку луѓе. Не знам, ми смета тоа, чудно ми е, не можам да се прилагодам, малку сум old school за многу други работи, апликација за ова, апликација за она, аман више апликација за одање пешки по партизанска ли ќе измислите. Добро, ама во бендот ти се млади луѓе, како функционираш со нив? Или као газда на... Не, немам проблем, мислам, они да, се... Некои се малку помлади, некои се повеќе помлади, но мислам дека се многу односна на себе ги помлади. Добро, да. Не, ние сме некако као три генерации. Најмлади, средни и јас сум овој у третата генерација. Да. Но децата се супер, мислам, комплетниот бенд се разбираме прекрасно, се дружиме и многу е битно што сме така као една голема фамилија. Знаеш, не само професионално дојди, види, отсвири пријатно. Кога ќе се видиме, баш онака се поштуваме, се дружиме, се смееме. А сите свират сами друга музика, тотално друг тип на музика. Си свири, секој си има своја обврска, нормално. Од хеви до, не знам, до тезга. Од хеви метал, до фанкови, до рок, до не знам што, но кога сме заедно, точно ја разбра мојата концепција. И нема ова не ми се свиѓа, она не ми се свиѓа. Апсолутно концепцијата им е јасна и знаат како да го укомпонираат све тоа, да личи и да звучи и да изгледа на сцена убаво и тоа се рефлектира на публиката. Така. На крај сме со себе на муабетот, ја спомна Златна Бубамара ти пред малку, односно и во прилогот, па коригираше дека не е животно дело. Кај да е за 2 години ќе дојде животно дело? Па ја не би рекол. Јас знаеш како? Ако е за возраста, кој е во прашање, во принцип луѓето, мажите барем во Македонија на 64 одат во пензија кога работат во фирма. Тоа да. Ја пошто не работам во фирма, ја не се рачунам. Работиш МиГ-27 ти се вика фирмата, ама да. Да го затвориме кругот. Планираш ли пензија или планираш она што се вели брза помош од сцена да те однесе? Па да ти кажам, јас и кога излегов на сцената на Бубамара, реков дека прифатив таа награда за трајни вредности, само поради тоа што се трајни вредности, затоа што не мислам да завршувам со мојава кариера, туку напротив, планирам да траам уште и понатаму. Така да ќе се подготвуваат песни нови, веќе денес утре ја снимам новата песна, ќе има нови песни, ќе има нови концерти, да сме само добри, здравје, да не служи убаво, да се дружиме, да бидеме луѓе, како што рековме, и јас не планирам, барем сега не се чувствувам воопшто така, на крајот на краиштата еден Здравко Чолич има 73-4-5 години, да не зборувам во светски рамки, и Бреговиќ во светски рамки пеачи, оној Леонард Коен на 85 години правеше концерти. Тука се кај нас пореметени вредности. Знаеш, овде направил 50 години, овој од старите. Оливер Драгоевиќ, до колку години имаше? 70 и кусур години. Значи, се во главата. Значи, Дарио, ќе го гледаме и о памперси за возрастни и бастун на бина, па што биде? Нека биде што биде. Нека биде што биде, јас се надевам и убеден сум дека ќе биде онака како што треба да биде, а ќе биде многу добро. Ти благодарам, пријателе, што беше постигнато ништо лично. Добравме многу лични работи, ама веруjem ми дека ништо лично извадено од контекст, знаеш како стојат работите, ако седнеш спроти мене. Да, јас морам да ти кажам дека ова е мое прво гостување во еден подкаст, затоа што е подкаст дознав пред неколку месеци, до толку сум old school, и мислам дека ова е ексклузивно гостување во подкаст, затоа што не верувам дека во некој догледно време би одел на некаков подкаст друг. Јас и ти сме пријатели, другари стари и не можев тебе да те одбијам и драго ми е што со човек кој ме познава можам вака пријатен разговор да си направам. Не знам што би правиле муабет со другите, ама верувам дека во нашите муабети допревме многу теми, некои нешта кои не ги знаеа, некои нешта кои ги знаеа, ама еве ги потсетивме овие помладите. Вакви работи не сум зборувал многу одамна, многу ретко. Затоа и сакав да ми бидеш гости. Ексклузивата беше ваша, драги мои. Дарио, благодарам уште еднаш. А вие, ако мислите дека на ниту едно друго место нема да слушнете ништо слично, бидете и следната седмица со нас во Ништо лично. Ве сака вашиот домаќин Антонио Димитриевски. Бидете тука и така се гледаме за 7 дена.